и многу ми е наполнето срцето мене на организациониот одбор и на нашите друштва Илинден и Плетенка, а секако на ЦИОВ за Македонија, што во Битола секогаш не има толку колку што бери салата и малку повеќе. Браво за вас! Безсмислено би било се ова да направиме, а да не сте вие со нас. Заради тоа, пред четврт век, едно големо сонце ја огреа нашата татковина Република Македонија на денешен ден, 8 септември. А сите нас не греат од нивното раѓање, се додека ни се деца, нашите сонценца. И од тука дојде ова убаво име, кое што сметам дека ќе придонесе Битола да биде центар на фолклорот во Македонија и пошироко во овој регион, затоа што заедно овој фестивал на нашите сонценца и другиот фестивал Илинденски денови заедно ќе бројат 1500 фолклористи што ќе се берат во Македонија секоја година. Заради тоа да ни се здрави и живи децата, да не радваат, да ни играат и да не веселат се додека постои сонцето и дека постојат нашите фолклорни друштва, денес 17 на број. Се договоривме ние овде што сме како организационен одбор и уметничкиот раководител на фестивалот Александар Стефановски да нема многу зборувања, јас обично подолго зборувам, меѓутоа ќе завршам. Овде претежно сме родители и оние што сме најзасегнати за овие деца, за оваа игра што се вика фолклор. Не дозволувајте улицата во наводници да ги воспитува децата. Децата се носат во фолклорните друштва каде што добиваат социјално, дисциплинско и секакво учење вон домашното и на училиште учењето. Заради тоа, да не должиме многу, денес ние како организатори ќе сакаме на сите да им подариме по еден скромни подароци, да се сеќаваат на денешниот втор меѓународен фолклорен фестивал Сонценца Битола, кој што воедно е и регионална смотра на западниот регион, на Западна Македонија за децата. Детска регионална смотра. Заради тоа одлучивме, малку е гломазно, малку е покомплицирано, меѓутоа сметавме дека е многу поубаво да се дружат 5 ансамбли од странски држави и 12 ансамбли од Западна Македонија. Јас ги замолив